Здраво, пријатели! Изминатава година се случија редица настани кои во иднина ќе бидат одлична подлога за најразлични истражувања, а исто така со сигурност ќе зафаќаат големо место во страниците на историските читањки. Годинава, во која сме навлезени едва и неколку денови, покажува зголемување на трендот. Лавината на настани не престанува, додека обичниот човек во исчекување на изгубената нормалност постојано реагира на еден или друг начин на дадените настани. Запаметете, реагира. Реакцијата е последица, додека акцијата е причината. Бидејќи ние обичните луѓе секогаш сме на страната на последицата, мене ми се поставува прашањето зошто е тоа така. Во 80-тите години постоја места каде што одевме да играме видеоигри. Тие видеоигри беа огромни шкафови со мал екран на кој содржината на играта беше со многу скромна графичка изведба. А командите беа обично еден џојстик и пар копчиња. Главниот протагонист на играта се контролираше преку овие скромни команди, додека амбиентот во кој јунакот треба да се пробива беше определен од програмата на играта, која од ниво во ниво стануваше се понепријателска, но за самиот играч се повозбудлива. Дали тој што ги има командите во рака во една ваква игра се обзира на страдањето на протагонистот во неа? Сигурно не. Напротив, го доведува до неговите лимити, а неретко и отаде лимитот, што нормално доведува до смрт на јунакот, кој обично има неколку животи на располагање. А кога ќе завршат животите, имаше едно магично парче метал, наречено жетон, со кое го враќавме назад во игра. Кој ги поседува контролите, всушност го поседува и животот на јунакот. А кој го поседува кодот со кој се уредува амбиентот на играта, тоа е Бог. Секој кој е имал привилегијата да игра на овие видеоигри, знае дека рудиментираноста на играта ја надополнувавме со фантазија. Фантазија која во тоа време не ни недостасуваше. Сега, обидете се со иста таква фантазија да замислите дека ликот од играта сте вие, и дека опкружувањето не е тоа што оди на екранот со лоша резолуција, туку амбиентот што ние го нарекуваме наше физичко опкружување. Вие сте ликот кој за прв пат станува свесен за своето постоење. Да, амбиентот кодиран од програмерите на играта е тука, пред вие да бидете испрограмирани во него, па ви се чини дека е тука од секогаш. А наредбите од тие што ја играат играта продолжуваат да доаѓаат. Има само една аномалија. Ликот, тоест вие, е свесен за своето постоење и наместо просто да се повинува на наредбите на играчот, почнува да го истражува светот околу себе, со однесување кое не кореспондира на наредбите од оној што игра. Вие сте ликот, запаметете. Што мислите, што се случува додека вие го истражувате вашето обкружување? Се прашувате за смислата на се во ова. Ликот кој обично сте програмирани да го отстраните на патот на вашето напредување низ нивоата, го поздравувате и отпочнувате разговор со него. Втора аномалија, која играта не ја предвидела. Ќе ви кажам што се случува. Играчот си ги бара парите назад, додека собственикот на видеоиграта ја носи на итен сервис. Се јавува во овластениот сервис и речиси викајќи вели: "Доаѓајте итно. Оваа видеоигра има итна потреба од големиот ресет." Размислете, драги мои. Само размислете. Мене ми се чини дека оваа реалност е виртуелна на свој начин. Програмирањето се спроведува преку се она ништо поминуваме од нашето раѓање до крајот на нашите животи. Сите системи се така поставени за да не вклопат совршено во големиот механизам, на кој повеќето од нас се толку мали компоненти, што дури во група не сме поголеми од еден зап во еден од запчениците на механизмот. Образованието не е ништо повеќе од основниот код преку кој не кодираат, за да го разбираме кодот на реалноста во оваа видеоигра. Државата е само оградата на трлото во кое функционираме, додека нејзините бирократи се овчарските кучиња кои го држат стадото на број. Но запаметете, тие му служат на овчарот, не на стадото. Религијата е тука за да не држи во постојан страв, а со тоа само ја одржува во форма нашата послушност. Во одредени конфесии, споредбата со стадото овци оди до таму
со црковните авторитети се нарекуваат пастири. Науката на денешницата не е никаков исклучок. Таа е ставена исклучиво во функција на технолошкиот галоп и е апсолутно подредена на оние кои ја поседуваат финансиската моќ да го финансираат тој технолошки галоп. Истата таа наука денес се однесува како инквизиција на стероиди, отфрлајќи многу работи како ненаучни и со самото тоа опасни. Заборавајќи дека сите големи научници во минатото своите откритија ги имаат направено, нурнувајќи се токму во непознатото и неистраженото. Не е наука догматизирањето и фосилизирањето на моменталните научни откритија, а сепак мејнстрим науката баш тоа го прави. Медиумите се оној дел од видеоиграта каде кодирањето е константно и преку нив постојано се подгрева ентузијазмот за играње на играта. На медиумите во суштина имаме три главни содржини. Вести, преку кои ни се кажува како да мислиме, реклами, преку кои ни се кажува што да конзумираме, и помеѓу овие две имаме безлична програма со која ни се отапуваат и умот и сетилата. Секој што се обидел да ги изгасне макар на неколку часа медиумите, вклучително интернетот, знае колкаво олеснување тоа со себе носи. Оно што периодов е актуелно, здравствениот систем кој без COVID секој ден во себе прима цела една армија на болни луѓе. Самиот збор болница имплицира болест. Аналогно, здравствениот систем е всушност болнички систем. А тоа е така затоа што видеоиграта наречена живот е многу нездрава и на тој што игра не му е битно страдањето на протагонистот. И го кажав погоре, важи за ликот игра, ама важи и за сите нас. Храна, вода, животна средина, работно место. Се е така нездраво што е невозможно да имаме здравје и здравствен систем, ами само болести и болнички систем. Овој свет е холограм, а изгледа толку реално само затоа што нашите сетила се калибрирани на истата фреквенција на која вибрира и светот. И покрај тоа што природата ни ја покажува таквата состојба секој ден и насекаде, и можноста за нејзино надминување, за повеќето е тешко прифаќањето дека реалноста е само код. Робувањето на петте сетила не прави слепи на фактот дека лилјаците и покрај своето слепило имаат совршена просторна ориентација со нивното сетило за слух. Можеме само да замислиме која фантазија од мириси имаат кучињата и веројатно многу други видови, или видот кај птиците. И се во ова е сепак во доменот на оној мал опсек на кој вибрира овој свет. Станувањето свесен за холограмската реалност која е налик на видеоигра не е ни најмалку пријатно чувство. Првен е како во Трумановото шоу. Чувство дека нешто не е во ред, за да подоцна станат сосем видливи пукнатините во поставеното вештачко обкружување. Поправичната вознемиреност поради тоа. За мене, целата работа се претвори во авантура. Сега декодирањето и репрограмирањето на дел од реалноста зависи и од мене. Оној мал универзум околу мене во кој јас си ласкам дека сум сонце. Ама сонце е секој од нас. Затоа за мене декодирањето се состои во палењето на сонцето и во други луѓе, зашто повеќе светлина во овој свет никогаш не е на одмет. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.